Прво како беше, ви текнуе? Беше да му умре на комшијата кравата. По некое време тоа се претвори да му умре не само кравата, туку и тој да умре. За да на крај биде и мојата крава да умре, за да нема жена му од кој млеко назаем да побара. Така и нашите комши. Србите црквата не ни ја сакаат. Косово и Албанија првим бегалци ни пратија 99-та, па после 2001 и војна ни отворија. Добро, официјално војна немаше. Нели игравме малку бам-бам, така да помине времето додека чекаме за ЕУ и НАТО. Бугарите јазикот, а грците пак името не ни го признаваат. Ама да знаете, на сите ќе им вратиме. Еден по еден. Ете така, и тие да знаат. Првин грците. Штом тие името не ни го признаваат, ние ќе бидеме ербак, па ќе почнеме нивни имиња да користиме. Така без да инее. Па така оваа вакцина против ковид ќе си ја крстиме неа донесе. Со грците топ. Завршиме. Сега бугарите се наред. За инајат, оттаму деојки ќе увезуваме. Значи момчиња македончиња, ќе си земете хубави българчиња. Сите најубави моми ние ќе ги земеме. Само да ве подсетам, што и да правите со девојчињата българчињата, со јазик ништо да не правите. Джабе ќе ви биде вложеното. Нема да ви го призна. На албанците знаете дека не смееме ништо да им правиме и да им враќаме. Не, ги има над 20%, па тие си прават што си сакаат. И затоа можеме само да се сликаме и сликата да си ја врамиме и да си ја ставиме таму кај што и местото, во рамкове. Ама и на србите нема да им се одмаздуваме. Не, поради вакцините што ни ги подарија. Почнавме да примаме подароци како снашки на свадба. Рака бацување немаше, затоа што тоа го чуваме за во Вашингтон. Слушнав, таму бил свекор. И уште нешто слушнав, дека првото примопредавање било одложено за да може Зоки да сложи уште некоја реченица на српски. Да се разумимо. Следите као код буквара, као читате и следите, али за волју вистина, од озгора на тога постигли договор со Бугарском, па од озгора на тога се угруди удар. Ете, вежбал човекот, се трудел, не е дека не вежбал и дека не извежбал тој, туку некој од нашите се свестил дека времето ќе биде студено, какви што се нашите односи со Бугарија, а знаат дека Вучич е таков како што е, крупен и голем маж, ама некако нежен на студ, и одлучија веднаш да ги земат. Сирома Вучич дали го видел? Дали го виделте Вучич? Смрзна додека Зоки се заблагодаруваше цело време. Студ кам така. Од студот де. Ама среќа тоа што го рече на течен македонски, па Вучич успеа да го разбере се, така да толкувачот го одби како мене што ме одбиваат женски. На прв, уште кога ќе ме видат. Верувам, и вам нема да ви треба толкувач, затоа што ние тоа што го говориме на универзалниот јазик на комедијата, во тоа што ќе го видите и денеска во Нема љутиш. Има ли песна? Бобане, што работиш бе тој? Па појме, тате! Гости, наваѓајте го вилицу на деду. Сака да наручи песму за 100 евра мафта, со снима ништо не го разбирамо. Нагласуе се дека на прв поглед не се види поквареност, ама кршење на љуспу го истеруе на виделину праву слику. Што знам бе, ја мислу мене други ќе ми се падне. Еве ќе видиш дека бар мене ќе ме бутне, не знам, и двојца му. Има селјаци по род и селјаци по карактер. Едино што кога ќе види кучиња, лиги му тече малце, тако и апетит му се отвара, друго си е добро. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Природни и здрави млечни
Новите производи на Бучан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Бучан Козјак, следете линката. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Бобане, сакам да е тишина, имам работу. А онлайн наставу ли имаш, тате? Бобане, не тере шего, биди озбилja, мајко му. Имам нову молитву, мора да го научу за јутре. И каква е бе, тате, тај нова молитва? За овие што ќе се вакцинирав. Јутре има вакцинација, па ме викав мене да помогну малко. А тие што нема да се вакцинирав? На njim Господ нека ги е на помоć, Бобане. Чути сак. Има ли песна? Бобане, што работиш бе тој? Па пој бе, тате. Престани да поеш, молим те. Ти кад поеш звучиш како прасе кад ќе заглави ногу у тарави. Па и ти поеш како мене. Ти бе квичиш, а ја не поју, ја чату, а тој не е исто, Бобане. Значи, у овој куќу, ја што кажу и поп што ке прочати, то е. Јасно ли е? Чути сак. Па тоа е исто бе, тато. Па исто е. И Петало кокошарник што ке испое, то е. Тако е. Да, тате, ама на Петла кокошка му ги пишува ноте. Затоа он не му дава на њума да пое. Исто како ти на маму што не му даваш да пое. Како да му давам да пое, бе, Бобане? Мајка ти кад земе да пое, комшија мислив дека го тепам колко се дере, бе. 3 пут са ни викале милицију на врата, бе. Она... Страшно, страшно. Чути сак. И ти, ако поеш, у себе има да поеш. Што работиш се? Солзи сами капат, прости ми. Тешки секо твоите планини. Кажа ти у себе, Бобане. У себе. Што па сак тој зимаш? Што? Чашело ми, руке ми крваве. Ава е све ненормално, бе. Остави тој чашу. У себе ти кажа да поеш. Шетав по савану француз, енглес и македонч. И едно време од тамо лав, накуде ним. И овој енглес клоп, прашину, одоздол, фу, у очи на лава, овој, избега. И овија гледа, браво, браво. После 2-3 дана, па исти људи. Енглес, француз, македонче. Шета се по савану. Па там натрчи лав. Сака па француз, научи ја се да во енглеза. Прашина одоздол, у очи, фудна лава, лав, избега. Гледај македонче, браво. 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 Ама после 5-6 дана, па шета они тројца, като там пече слава. Француз на дрво, енглес на дрво, овој легне на грб тој. Абе будало, што не се качуваш на дрво ке ти зедев? Ја ке ми зедев, а кој ги фрља прашини во очи? Путна га, бре. Па још да се докаже, гледај. Абе, кад се напиеш, не си сам свој. Не. На свакога си само на жену не си. А музика вика, видели? Музичарка зема одма микрофон. Вика, гости, наваѓајте го вилицу на деду. Сака да наручи песму за 100 евра, мафта се снима, ништо не га разбирамо. Побрзо го најдете вилицу. На флашу пое, а на микрофон пие. А пред полиција ќе плаче после. Овој ти е доказ дека вода е стварно штетна. Подопиеш алкохол, бе немаш шанса да ga промаши микрофон. Одма ќе ga погодиш, од прву. Пона да е добра, нема да го вади од колено вода. Јака ќе се напију, па кога ќе почну да поју, тек так,
комшије се расплаче. Плаче, вие, како мајка ќерку кад се одава, такој. Куде мене обратно. Како? Ја кад почну да поју комшија се смеев, пошто полиција ме води. Чути бе, не го спомној полиција, не пут се степа у кафан. И? Што и? Njega го одведе полиција вржано како куќ, а мене брза помош ми изнесе на руке како шампиона. Овој кажа на другари дека нема да пие више. И сте палега за свак случај. Лже. Како дете кад пошла на екскурзија и мајка да ga испрати, средуе му ствари и уранат 15 лименке пиво. Лом ga направи. Не ли те срам бе? Како не те срам бе, ке се напиете? Муже бе, дојди и ти нешто кажи, не само ја да ga карам. И доваѓа татко, вика, 15 лименке пиво. Сине, малко да не су тебе да ти докупи тато, ќе ви стигне ли? Да не ви запалим. Сплювошана. Кварно. За човека што е потонаел неспортско, нефер и некоректно понашање се вика покварен до коску или кваран како муќко јајце. Нагласuje се дека на прв поглед не се види поквареност, ама кршење на љуспу го истеруе на виделину праву слику. За разлику од човека, буѓаво, кварно сирење е деликатес и е многу квалитетно сирење. Има по njega бују и плес, па е ради тој изузетно укусно и хранливо. И нормално скупо. Мајка не видеше разлику измеѓу кварнога човека и буѓаво сирење, па знаеше да каже на куќну славу Свети Рангел кај ќе се собере смо синко. Дај на мајко тој убаво бело овчо сирење што си донеа овој буѓаво, сплювошано. У наша држава се иде преко врска. Значи за работу треба да имаш CV, нели, у странство CV се вика тој. А куде нас како се вика CV? Како? Прати ми уче столе. Што се тресеш бе, што паничиш? Како бе, што се тресеш? Ти прв пат ли си овдек на факултет? Прв пат. Па за тој не знаеш што терсене професоре. Па сви ќе не бутне, бе, ке видиш и двојца ќе не бутне. Нема шанс. Што бе нема шансе бе? Цел факултет плаче од njega. Знаеш ли како бута? Ма ја ги знам прашања. О, знам ги прашања. Што декан да не ти ги кажа? Не бе декан, жена му на професора ми ги даде. Жена му? 3 прашања. Кој? Прво прашање. Куде су фрлили први атомски бомби? Хирошима и Нагасаки. Па добро, тој знам. Која година? 45-та. И тој знам. И колку жртви имало прилike? 250.000. Тие су прашање, што? Тие? Тие, 100%. Што знам бе, ја мислу мене други ќе ми се падне. Еве ќе видиш дека бар мене ќе ме бутне, не знам, и двојца ма. Ајде колеги, кој е прв за полагање? Јас сум прв. Гледај се, пази. Што знам бе? Много ми мене тој лако знае, ги праша. Абе, оди таму, еве, ја ќе падну 100%, малер сам голем, леле, ако падну овој предмет се угоди до гол. Леле бе, кој ќе објаснува на мој дека треба да плаќам после допунски, леле. Што направи? Што? Положи ли? Положи. Положи. Тие ли бе прашање? Тие прашање? Се. Не знам бе, се мислу мене други прашања ќе ми се падне. Бе, ќе видиш. Ајде колеги, кој е друг за полагање? Ајде. Ја ќе те чекам да виду брж дали со тие прашања. А тие ли су бе, сигурно? 100%, ајде брж ќе те почекам, ајде. Држи ми среќа. Ајде. Чек да пишу ја на жена му на професора дека су тие прашања положи нормално.
Па ајде, са среќу нека е. Што бе са среќу? Што са среќу падна? Како бе падна? Тако е леко падна, кажати. Па тие ли бе со прашање? Па тие. И што? И прашаваме тој прво. Куде су фрлени првите атомски бомби? Добро. Хирошима и Нагасаки кажа. Добро. Друго прашање исто. Тој што ми кажа ти. Кој годину су фрлени, кажа 45. И треќо прашање исто. Колку жртви имало? И ја кажа околу 250.000. И па куде го забрља? Вика конкретно, колега, конкретно имиње и презимиња на погинати сакам од тебе. И падна. Ете, дали ви знаете зашто скопљани никад не ги викав здраво на селјаци, а? Па страги да не се најдев дека се од исто село. А за тој па овие од Медиум и Ербап земале па направиле анкету со само едно прашање. Зашто на вас у Скопје ви сметав селјаци? На кого тоа му сметаме? Одговориле скоро сви што биле прашани. Сега не дека куде нас у други градови у провинцију нема селјаци. Има ги, тој многу ги има. И тој, мајко му, да видиш како по некое правило би на у последњо време. Најголеми селјаци да живи у центар на град. Ете, тако е. Ама, да ви кажу право, мене не ми смета во ние селјаци што живи во село, него ние селјаци што су селјаци у душу. Значи да се договориме овакој. Има селјаци по род и селјаци по карактер. Толко, кратко и јасно. Ете, наш поранешен градоначалник викаше му на нашега сагашњега премиера: на ја наше неселјаци мир се нема. И ја за тој на улаз на град сам ставија семафор. Црвено трае 2 минути, а зелено за улаз само 13 секунди. За толку кратко време може само 5 авта да улегне. Ама, исто толку може ви да искочи. Мада ја не се баш слажем со тој. Не знам. Селјаци од село можев да биде поголеми граѓани од овие што живи во град. Да, затој што памет не е у опанак, него туја, у мозак. И џабе е и да си од центар на град, ако мисла још ти е тамо далеко, чак у твое село. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат, кога се работи со љубов и се внимава на секој детал, кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони, распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Муж седи дома, по спорт бија ептен однесен. Не дае сви спортови, фудбал, кошарку, али бокс што да ти кажу. А сега ретко бокс, добар бокс, да чека. И најавуе бокс меч на деценију, не знам, тај против тога, цело време, директан пренос, навечер се спрема, купија пиво, кикирики, све, скара, мезе, ќе гледа бокс. Што бе, 35 секунда, почнуе так, лева, десна, трети ударац, нокаут, бао.
станување, псување. Пу, не ви те срам, бе. Абе, како можеш, бе? Годину да начекам, бе, Бог смеш са глам, бе. Да си степате кој што треба, бе. И оно готово све за 35 секунди, а ја чекам с године. А жена се смее. Ти, Мори, што се смееш? Ете сак, знаеш како ми е на мене успално кад те чекам. На О, рук, паручно. Хајмо сак сви, О, рук, паручно, бе, брат. Бе, Мори, там немаш појма, гле. Среќа, по он има појма. Абе, не веруј на жену, пребраѓа се, гле. Кој ќе те намести ако не е жена по стар, добар обичај? Видели, Божем, не може. Може. Брак е заедница од двојца. Еден е увек управа, а тој друг е муж. Увек. Као повичај. Прави анкет и вика, господјо, извинете да ве прашам, дали ви имате редован секс? Не, бе, дете, јас сум одадена. Жена што може да одглуми, муж не може ни да замисли. Не. Еве, например, моја жена. Колко добра глумица е, човече. Абе, у Холивуд не знае у кој категорија да го сврстав. Да предлож? Хорор. Хорор на кој? Иначе у кревете комедија. Смее ми се. Па ти си добар комичар. Да. Ама и овој, гле, само он сакаше да го изненади за 8 март, ви иде сега 8 март, бе. За тој изненади го. Да, довеа поклон дома, довеа го швалерку. И си се изненадиле. Жена му највиш Бре. пуцала од радост, само у njega. Абе, не знам дали си знае дека првично 8 март е бие на 6. Да? Ама жене док да се нашминкав, док да се договорим, 8 брат. 8 март да го изненади и са комшије гледав, чуди се, завидуе, што ли му е купија, не знаев дека куде мужи само пакување е големо, друго све е мало, брат. Значи, еве читам. Држава не могала да се реши за вакцине, а све што не може држава да реши, може две жени да решив. Например, ја и ти. Добар пример. Не, ама ја и ти малко смо. Можда 200 малко, ама 10 може. 10 жене, у ПМС, с автоматски пушке. Има да решив, море што бре да решив. Има да го средив државу све како што треба за 24 сат. Слушай, Ја не знам, па е мислие, се е мислие. Јас сум си напрстала за свак случај. ете го. Што мори прочита сак па напрсна? Па еве, прво читам. Вакцине и мало, па не мало. Па бугарски, па руски, па кинески. Сега и мало, ама не мало за свите. Ја, не мало за сите кој нас, а у Србија могало да има за свите. Ајде бегај тамо, онај мојот од Србија. Прими е веќе едно, така. Бре, Да. како се сеќа? Подобро се сеќа човек. Едино што кога ќе види кучиња, лиге му тече малце тако и апетит му се отвара, друго си е добар. Ама не гледај сега и далje читам. Куде нас? Могале смо први да се вакцинирамо, ама не сакале да се прибеститира с нас. А како демек па прв пут ги е на нима? Ајде мори бегај, они док тој експерт... Ментиров. Тој док они направи... Ми што мори, што ке ни вакцина? Па ми ке стекнемо имунитет до тога. Не, стара се ти за тој. Мора да примиш. А веќе кад кидаш да примаш, ја би ти предложила да се облечеш од тој што сакаш да те сохрануваме. Види го. Па што мори да не умирам, зашто да умру мори, не тачна. Па викам за свак случај од вакцину можеш ке пушиш душу па да не треба да те пресоблачамо, нели? А тако е ли? А што мори ако преживу случајно, приму вакцину и преживу, так си го нафркнала. Так ќе се стекну с имунитет, па ќе видимо. С имунитет, а? Да. Па имунитет има пратеници политичари. А што си мори ти? Ситна жена, ситна душа. Па ке имам имунитет, кад први се пелсуjem. Нормално. А ја сам била ситна жена, ситна душа. Може сам ситна жена, ама имам големо срце. А ти мори, голема жена, а глупоќа још поголема. И пошто си глупа, ја више му обет не ти право. Тако е. И нема да ми правиш момент. И ја нема да ти правам момент, пошто ти не си глупа. Добро. И у
уште нешто ситно за крај, а поврзано со вакцините. Го слушнавте Вучиć целиот смрзнат кога рече Зоки доста. Ете, од секогаш сме служеле за пример. Од секогаш. Еви и нашиве, што толку ги почитуваме од ЕУ и НАТО, кога ќе кажат: "Еј, ќоти, добри сме ние, не знаете какви се има." Да знаете дека мислат на нас. Так, на нас мислат. А ние пак мислиме на вас. И затоа ќе се вратиме и следниот викенд со нова епизода на Нема љути шаманije на старото добро место на вашата омилена ТВ. До тогаш, чао! Ете, што ли се прочита па на брзна? Па, нели сега го кој прочита? И на тоа како прочита? Па има што да пробе, како да ги... Не може ноги да ги... Се го ми покажа добро беше, отвориш малце. А? Ето. А бре, премиере бре. Много си добар. Тој му викаше. Од почеток. Колеге, ајде кој е прв за полагање? Оки бе. Шолја цела. Остудо де, ама среќа што... Ама ја не знам, тој П мислие, С мислие. Јас си не прста за свак случај. Се мислие, па даде, па глупа сам, не знам. Брак е заедница, куде што не су и се заедно. укрсти во очи око. Те тој ли ми мислиш, Морија, да умру? Не! Срам да ти е! Срам да ми и на мене, зашто га заврви после текст? Кај што идеш сега? Он туј стои, не стои туј. Стуткам така. Ако мислам... Ама ја не мислу, бе. За тој грешу. Знаја сам, видете ја уште кад се спремаше. Добро де, од студо. Ама и ја не можу да гледам да гатам на куглу ако не ми га мрдне шаце текст да продужу да га читам. Разбираш? Поголеми граѓани од овие у град. Деве, ја не се слажем с тај. Деве на крај га уништиве. Не ми звоните, бе.